сладолед од чоколада е дефинитивно најдобар. Не, најдобар од јагода. Сите сакаат сладолед од чоколада. Факт е дека е најдобар. Не, тоа е твое мислење. Очигледно треба да разговараме околу разликата меѓу факт и мислење. Како најдобро да препознаете што е факт, а што е мислење? Еве, например, факт е дека градскиот парк во Скопје започнал да се гради во далечната 1905 година. А мислење би било ако кажеме дека градскиот парк е најубавиот дел во Скопје. Старата железничка станица во Скопје започнала да се гради во 1937 година. Ова е факт. Старата железничка станица била најдобрата станица на Балканот. Ова е мислење. Јас мислам дека Даут Пашинамам е најубавиот изложбен простор во градов. Додека факт е дека бил изграден во втората половина на 15-тиот век. Ајде да провериме дали нашите другарчиња знаат да разликуваат факт и мислење. Мислење е нешто што ние го мислиме и не мора, може да е точно, али не мора. А факт пак е нешто што е проверено и е 100% точно. Ако некоја мисла што е вистинска и потврдена дека е точна. Да, мисла е како ти што мислиш на сам себе. Како што мислиш ти. Факт е нешто што е како вистинско, а мислење е како некој што кажува, што... Отприлика, што мисли. Да. Факт е нешто што е точно и потврдено, Да. а мислење... размислување. Многу е важно да знаеме да препознаеме што е факт, а што е мислење. И исто е важно да знаеме разликата помеѓу факт и мислење, посебно кога читаме текст или гледаме видео содржина на медиумите. Еве неколку совети за како полесно да откриеме што е факт, а што мислење. Факт е изјава која може лесно да се провери дали е точна или не. Например, фудбалскиот тим Вардар денес победи со 3-0. Точноста на мислењето не може да се потврди или провери. Например, Вардар сигурно ќе биде шампион. Ако за нешто може да дебатираме, тогаш тоа е мислење. Ви текнува на сладоледот од почетокот на нашиот разговор? За тоа може да се дебатира. Може да го смениме нашиот став за некои работи и тоа исто така представува мислење. Ако нешто предвидуваме, тоа е мислење. Ако изјавите содржат зборови за да го опишат нашето доживување за нештата или појавите, како например најубав, највкусен, страшен, лош, тоа представува мислење. Ако пак користат зборови како највисок, најтежок, постар, тогаш тоа е нешто што може да се провери и најчесто станува збор за факти. А фактите може да се потврдат со доказ. Кога новинарите пишуваат вести, треба да се служат исклучиво со факти, но дозволено е да пренесат туѓо мислење само ако точно наведат чие е тоа мислење. Но затоа има посебни формати како колумни, коментари, дебатни емисии каде новинарите можат да го кажат своето мислење или став за нештата. Често пати се користат факти за да се подкрепи некое мислење. Можеби на вести ќе чуете нешто како ова е првиот македонски анимиран филм, но ако некој изјави ова е најдобриот македонски анимиран филм, тоа секако е само негово мислење. Луѓето често користат факти кои одат во прилог на нивното мислење, а ги избегнуваат оние кои не им одговара. Затоа е важно да знаеме кои информации се вклучени, а кои испуштени. Проверувајте ги фактите, анализирајте ги мислењата. Јас сепак мислам дека сладолед од чоколада е најдобар. Тој како факт. Ништо не научи.